Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Проектот Вистината за Македонија продолжува. Колку и да боли, колку и да е непријатна реалноста во Македонија, тажна, мачна, граѓаните мора да ја дознаат целата вистина. Интересот на граѓаните, на државата е над се. Криминалното владење на Никола Груевски и неговите најблиски соработници е целосно разобличено. Излезе на виделина нечовечноста, суровоста, безчувствителноста на нелегитимната власт. Денеска јавноста ќе слушне уште една болна вистина, вистината за истрагата поврзана со смртта на великанот на македонското новинарство Никола Младенов. Поминаа 2 години од трагичниот настан во кој што загина оснивачот и сопственикот на неделникот Фокус, новинарот Никола Младенов. Неуморен борец за слобода, вистина и правда. Критичар на секоја власт. На овој голем човек Македонија му должи многу, не само заради неговиот огромен придонес во развојот на новинарството во нашата земја. Затоа денеска, како што доликува за еден ваков великан, ќе презентираме повеќе докази, аргументи и факти, зашто би ве замолил сите за внимание и трпеливост поради времето кое што го одвојуваме. Доказите кои што ќе ги објавиме денеска јасно упатуваат дека постапката за смртта на Никола Младенов, случајно или намерно, власта на Никола Груевски ја водело непрофесионално, неодговорно, со намерно прикривање на клучни информации од јавноста. Доказите и аргументите ќе покажат 10 причини зошто е неопходно да се спроведе вистинска истрага за смртта на Никола Младенов. Јавноста и новинарите се сеќаваат дека јавното обвинителство ја затвори смртта на Никола Младенов како несреќен случај, како трагична сообраќајна незгода, без да се поведе кривична постапка и отвори истрага. На пресконференција на која учествуваа Гордана Гешковска, Марко Зврлевски, Гордана Енкуловска и други представници на МВР, одржана на почетокот на јули 2013 година, покрај причината за смртта, повреда од раскин на аортата, беа соопштени 6 клучни работи. Дека се отфрла судир со друго возило, дека не можело да се утврди каде бил Младенов пред трагичниот настан, дека не е пронајден телефонот на Младенов, дека на местото на настанот не биле пронајдени фискални сметки, дека телото на Младенов било пронајдено на 7 метри од возилото и дека причината за несреќата е неприлагодената брзина на автомобилот кон условите на патот. Овие докази јавно се обелоденети и достапни се секако за сите граѓани. Почитувани граѓани, од доказите и разговорите кои што денеска ќе ги објавиме, ќе стане јасно дека ниту една од овие 6 клучни работи се точни. Сите 6 се неточни. Денеска доказите и аудио разговорите ќе го отворат прашањето дали случајот Никола Младенов воопшто може да се затвори како трагична сообраќајна незгода или има доволно индиции да се покрене истрага, дали можеби некој ја предизвикал таа несреќа. Да, почитувани граѓани, Вистината за Македонија денеска ќе открие 10 причини дека е неопходно отварање на истрага за смртта на Никола Младенов. Започнуваме со сет од 6 разговори. Првиот разговор од овој сет е помеѓу Гордана Енкуловска и Мартин Протуѓер. Јавноста ќе слушне од устата на Енкуловска дека лоцирањето на телото на Младенов било извршено со следење на сигналот од неговиот телефон и дека МВР го проверувала телефонот на Младенов. Уште еден разговор помеѓу Владко Мијалков и непознато лице го потврдува лоцирањето на телото на Младенов со следење на сигналот од мобилен телефон. Па нели јавноста беше информирана дека не е пронајден телефонот на Младенов. Како е можно телото на Младенов да било пронајдено според трагање по сигналот од неговиот мобилен телефон, а тој телефон никогаш да не биде пронајден? Што крие телефонот на Младенов? Да, мистериозното исчезнување или ненаоѓањето на телефонот на Младенов
е првата причина за отварање на истрага за смртта на Никола Младенов. Во разговорите кои понатаму ќе ги слушнеме се потврдува дека истражниот судија кој бил назначен да го води случајот Младенов за прв пат работел на ваков случај и немал искуство. Како што вели Јанкуловска во еден од разговорите, тој бил од општински, мислејќи на општинските комитети на ВМРО-ДПМН. Помошникот на Јанкуловска, Иво Котевски, признава дека истражниот судија направил утки во истрагата, но замислете, тоа според него не треба да се кажува во јавност. На крајот на краиштата, ние би требало да го покриваме со милион работи, вели Котевски. Иво Котевски признава дека во МВР се неискоординирани и дека УБК воопшто не соработувала со истражниот судија. Дури дека истражниот судија не знаел ни каде да го прати возилото на Младенов на вештачење. Непрофесионалното постапување во случајот, несоработката на УБК, не назначувањето на неискусен истражен судија се втората доволна причина да биде отворена истрага за смртта на Никола Младенов. Да ги слушнеме првите разговори. Не е лошо утре да видиме истражниот да даде изјава. Пошто реално, мислам, ја ќе ти кажам што ќе има, ама не е во ред ние да даваме изјава за нешто што не сме го работеле, условно речено, ние директно. Не, вие не треба да давате изјава никако. Ние и заради тоа денес се дистанциравме. Телото е, од што умрел не знаеме, телото е на обдукција. Кои се причините, истражниот го води увидот. Мислам, јас се координирав со моје, пошто претпоставував дека таа меѓу два круга, ова, и Нино ми се јави, вика, бе, да не има нешто. Нема ништо излетало од кола. Негово е возилото, лично. Значи, он со истото возило отишол натаму. Иначе, мислам, за тебе да знаеш, последен човек со кого се видел е Стефче Јакимовски. Да? Пошто ние мора... Па не прашав да бидам искрена. А шо барал натаму по тој пат? Па можда негде таму по настрана се гледале. Не прашав, пошто нашиот, знаеш, правеле разговори, телефонот му го проверуваат сите тие работи. И само тоа ми кажа, да знаете, последен се видел со Стефче. А зошто толку време бил исчезнат, се водел како исчезнат? Па зошто? Жена му синоќа се слушнала со него околу 10 сат и валјда и рекол за толку и толку време си доаѓам дома, нели? И оваа чека да си дојде дома, не се јавил саат, 2, 3, 5 и дури Сабајле она, побара, беше кај 8 саат од Сабајле, вика, бе, не му се случило на него толку долго да не се јави, знаеш. Башка преку ноќ не се вратил дома, не е нешто да речеш се зафатил со работа, вика му звонам, телефонот му е активен. Да е бил у кафана после негде, бе, нешто да не. Абе, се клюкаше. Па, и она и самата тоа, мене, јас со Павле зборев, пошто она ми вртела, ја од кај го знам телефонот у Сидом Сабајле, непознат број ти звони, и Павле ме доби. Вика, бе, знаеш, вика, жена му е загрижена, да ти го дадам бројот да го моцирате, кај е географски, вика, ти знаеш, вика, она да не джапнал баш со овие зборови, вика, да не дрмнал некоја водка поише, па нешто да му се случило, ја откај знам дека водка пие, он така, мислам да немам појма. Вика, има и баш со овие зборови, вика, знаеш, вика, он јака кола има Мерцедес, да не сгазнал поише од колку што треба, она за тоа се секира. И ја му викам на Павле, викам, нема проблем, ама дај жена му ние одма ќе уклучиме, ама викам жена му нека ни повара, пошто знаеш, терсене се утре ќе рече што сте ми го моцирале телефонов. Посебно таковче. И жена му за волја на вистината одма дојде у полициска станица, пополни тоа све што треба и практично после тоа за немаше ни 2 сати ние кога го најдовме кај. По сигналот на телефонот. А ја ќе видам Сабајле, ќе ти кажам ако нешто, мислам ќе ти кажам да знаеш прво кои се причини, ќе прашаме у судска медицина па да процениме дали може да се открие алкохол во крв. Да, ако бил во алкохолизирана состојба, ќе си се открие од обдукцијата. А ја ги гледам сега као го величаат, бе, као онда е човекот. Да, сите го плюка. Мислам, Бога го прости, беше корумпиран, беше свек, тој човек, бе.
Се што не треба да биде, преварант, се коштаплер, лажов, што нема пишувано за нас најгрди лаги. се што не Што треба да са ние биде. одека не И треба да тоа имаме пази. твоен морал. И Дебил ме пази, пријател, окей, дури Бог да го денес, прости, нека му е лесна значи, зимја, што има да плачеме се. Повели. Само ти да мој Николче Младенов погина, знаеш што? Знам, бе, знам. Се бале Павле ми се јавиш у 9 саат, пичко. Го немаше нигде. Кој Павле? Стојанов. Па жали ли за него, што? Не бе, жена му се јавила, пријатели биле, ама ја барала министарка да не може да ја најде, па ја пушти луѓе да го лоцираме, знаеш како е, пошто никој не знаеше каде е, у 12 сат го открија дека е А каде бе паднал он Мендек? кај клучката хиподром. Ама многу брзо возил, бе, ми кажа мене. А пред тоа 10,5 сат до пред тоа синоќа со Степче Екилонски биле негде у град кај биле во Скопје. Тоа е покажување на жена му. Тоа ти е. А што, не можеле да го најдат, толку никој не го видел дека се тумбал? Никој не го видел. Па жена му прашувала ваму таму кај Павле, кај министерката на наша и после го лоцира, и така. По телефонот го лоцира се? Да, Со телефонот, а? да. Иначе не може да го најдеш у пичко. Не може да најдеш кај. Да, бе, мајко му Ај е. Бог да прости. Што пиш? Бог да опрости, ама зол човек беше. Знам. Па сега, што да ти кажам? Знам. Што да ти кажам? Не беше Знам. како што треба. Знам. Не беше коректен човек. Те знам. Тропаше глупости. А и рекетар беше, рекетар, И новинарски, рекетар беше. новинарски рекетар, тие се неопатни с тие. Така. Значи, кај клучката каде? Хиподром. Хиподром, а? На враќање од Петроваc, не натаму, наваму, на кај Скопје. Значи, он идел од Петровец, а? Да, од Петроваc. Да. По аутопут? Да, клучката. Како може да тука да си... И не ми јасно нешто. 30 метра летал па на кров падал нешто. Не си му на лице место. А он доаѓал од некаде? Од кај доаѓал? Од Петроваc или од Велес, не знам каде. Велес доаѓал. И на клучката кај што се врти за Скопје. Да, лево, нешто на полулево што е, знаеш, кај кружниот тек, што е патот. Аха. И тука летал 30 метра. Па може он доживел и удар, бе. Па не знам. Знаеш, изгубил контрола и отишол. И бил психолошко-финансиски оптоварен. Да? Да. Покажување на Павле. Добро, брат. Да се живи здрав. Ајде така. Ајде. Да. Само да докажам, мислам утре ќе ми каже финално овој дал добил, дал не добил, добре, ама генерално правил муавет со Шлинковски му рекол дека кај нив крим техничките вештачења, значи се завршени. Супер, Сабајле нека ги пуштат. Со тоа што се не знам дали ќе стигне Сабајле да ги искуца, тоа, за тоа треба да ми јави само овој од сообраќај. Ако ги искуцаат од кај Шлинковски... Не се пуштени, ја ќе речам готови, се во текот на денов ќе ги пуштиме. Ама сет за тоа вториот дел малку да го објаснам. Значи, готови се крим техничките вештачења, кај нас тоа не е спорно, ама тешко е дека ние ќе ги пуштиме до истражниот судија, затоа што нас ни бара, вика, нас не задолжува за истрагата и вика ни бара комплетен предмет, а тоа подразбира не само крим техничките вештачења, туку и фотоалбум, скици, дендара, мандара, што нели треба време за да се изработи, значи утре многу тешко да не лажеме, затоа што ќе се јавуваат у суд да проверат, ние ќе неаме у суд и прашање дали до крај на неделава. Океј, тоа дека крим техничките се готови, има и уште други материјали што треба да се комплетираат и готово. Го комплетираме предметот, ќе го изработиме, ќе му го доставиме, кога ќе видим, можно е до крај на неделата, можно е до наредната. Кога ќе бидеме готови. И поентата е што веројатно од нас ќе бара во склоп на предметот ние да го земаме вештачењето што треба машински факултет да го прави. Значи, тоа за техничка исправност, скочници, мочници. Да. Истражниот вика, чекаме ние да даде наредбата за машински. Ја мислам, истражниот ако преживее, како доврши предметот, добро ќе биде. Биџи правиме мојот, ја му викам, бе, наши не прават вештачење за кола, ај тоаш да му кажам да пише една наредба према машински, пошто мене ми се вуеше у Шлинковски што да правам со колава, нека си ја земат, нека си ја вештачат за кочници. Катастрофа. Утре да му бараат да потпише наредба за да се вештачи колава на машински, а вика
од искуство наше, викаат ако се запнат, вика може да го завршат тоа вештачење за 2 до 3 дена, ама како и да е, еви 5 дена да е, ние додека не го добиеме тоа во рамки на 5 ние ќе им ги насъскаме после таму да се јавуваат шути, веле. Да, Машински, да. Апсолутно. Шути е гајли. Апсолутно. Ако сака, нека си ја зимат на раце колата и што сака, нека прати га. Мислам дека ние се правиме. Денеска Да, два пати ми се уеше овој Ѓувиџиев, а у меѓувреме на Савовски ми се уеше, Савовски мене устари ме бара од доле од Кајриста, дојдите бара овој да се чуете, многу ги напаѓаат у суд. Како врцимам јас, што ја да правам? Не било прво судијата, после Боже мој. Нас тако да не прават парчека, да кому плачам јас, што да правам? Они мислат дека така треба. Ај, не можам да зборам само дека имат. Ајде. Ало? Ало? Да? Што правиш, Биво? Еве се враќаме у кола до сега гњавеа. Да. А што те Да гњаве? им објаснуjem. Не, Окей. за овако што требало до крај како требало. Па ја мислам ти да си поидеш да си бидеш истражен судија најарно ти е. Ама не... На кого треба ќе си даваш наредби? Не, ама... Стварно е тој... Мислам, не го биѓа, не е тоа за јавност, ама не го биѓа. Неле, ама денес, мислам, попладне ќе го збудалат. Не да ти го збудала... После ваква изјава, мислам дека ќе го најдат обесен Ама утре. кој ќе го слуша тек сега колку ќе плаче овој Ѓувиџиев што е председател? Па ти шо му дигаш на него? Абе, му дига вчера пошто му го немав меморирано, сега му го имам меморирано телефонот, ама и да не му дигам ја, он се јавува кај Савовски, па Савовски ми се јавува мене. Леле. Затоа што нив ги фаќа непотребно паника, мада нели добро и што е право се и они се под притисок. Абе не, ама дека треба да се договори. Мислам, со Горане не правевме муабет УБК и они може да помогнат, само поентата што нели нашиве се, како да кажам, недоволно координирани. Абе добро, ама... Имаат и они овакво. Ако треба, нека го викнат бе и УБК да му каже што има, како има најстражно. Па не, може после кога ќе дојде... Како ќе го третира. Да. Мислам, мине жал ми е за човекот. Абе, башка тазе... Мислам, греота е, ќе се изремети човеков до крај на кариера, ќе бара прекршоци да работи. Нека, мислам, нека појдат и од УБК на состанок, нека му кажат што има да му кажат. Греота е. А ќе видам ако не ќе се чујам јас со Горан, да видам што е како. Ќе го изгубиме човекот. Не, затоа што УБК си ги знаеме како УБК, они ми се со обраќај не комуницира. А тоа јас всушност за тоа ти се јавив. А скицата направена е? Колку што јас знам уште не, ама тоа треба да се црта допрва, значи тоа им го објаснам. Добро, може да ја нацртаат за еден ден, не. Па сега обично им требаат неколку дена, мада и релевантно е дали денес ќе цртаат или утре или заутре, кога пред да му го пуштат извештајето пишана форма, треба да ги комплетираат сите материјали, вклучувајќи го и тоа вештачење за техничка исправност. Ама тоа не зависи од нас, овој уште не знае на кого да даде наредба за тоа. Абе, он сакал убитола да си даде. Абе, кажете му таму. Кажете му нека им даде на машински факултет или на бирото за судски вештачење, нека не заебава сега, кај до битова ќе ја носи комата. Му кажа веќе на Ушинковски, ама ќе го барам ја и Ѓувиџиев, за да му кажам. Кажи му таму. Он нека си укаже да не се заебава, да не го губиме. Да не би да ние му убираме кој да прави. Со тоа што знаете... Добро, друго што те прашува? Не, ништо, за тоа прашува овие опсе шпиониве. Ги гледам све запишуваат. За кога ќе сме имале соопштение, викам, утекна денов кога ќе ставиме. А за што соопштение? За пресов што зборува министерката. Да, без за све ќе пишуваме ние. Чакай, нема врска ќе ставиме секако. Ај сега, чао, почнувам со еден состанок у влада. Ајде. Ќе се чуем. Ајде, чао. Да. Што правиш? Ало, еве се спремам да искачам. Ти шо правиш?
Шоро ми пиша порака сега. Малце чудна, И шо вика? дека имал докази. Зашто? Ама? Ало, Кажи. Ама? дека имал докази за Младенов. Биле на Ама не местото, ја водиме ние за Младенов истрагата. Истражен судија ја води. Но не е проблем. Ке му направам контакт со истражниот ако сака. Најдобро е така. Чиста работа, така? Да. Место повесници или со обвинителот да видам кој бил тогаш дежурен обвинител. Иначе истражен дежурен мислам беше Туфегич тогаш. Не е проблем. Све што има, таму кај што треба. Бива таа работа? Да. Ајде. Ја можам утре од Сабајле да видам со Марко кој излегол на увид обвинител и да му се понуди, сакаш ли ти бе брат да збориш со тој што е главен за таа работа, така е најчисто него да пишуваат повесници. Да. А шо му се доказите дека овој се начукал, а? Не знам што му се, кој што ќе помогнат во доказите, ќе ги спречат сите шпекулации, ќе докажат кај бил он. Добро бе. Најпрофесионално, најкоректно да му закажеме со дежурниот обвинител, може и со Марко директно, ако сакаш да го истретираме. Не ќе да го стретираме жваро. Добро се. Ај си нервирам, многу глупи флаери ми пратија за центар. Ајде, не се секирај ова. Море гледај Куманово ти се, а само центар го гледате да му се сневиди. Гледај таму Куманово да победиме, ајде. А за ова нема гајле, ќе комуницираме, ќе го средиме, нема проблем. Ајде. Во предпоследниот малку подолг разговор за денеска, помеѓу Гордана Јанкуловска и нејзиниот помошник Иво Котевски, се откриваат повеќе клучни докази за овој случај, кои што откриваат сериозен сомнеш. Во овој разговор јавноста ќе слушне како Котевски ја информира Јанкуловска дека на задниот дел од автомобилот на Младенов имало, како што вели, некаква боја, за која што вештаците на МВР наводно не можеле да кажат колку е стара. Скандалозно е однесувањето на Котевски и Јанкуловска во однос на оваа многу важна информација, која што фрла сенка и сомнеш за целиот случај. Ке слушнете како Котевски вели дека таква информација не треба да излезе во јавноста, затоа што тоа, според Котевски, може да направи многу забуни. Јанкуловска од позиција министер за внатрешни работи сосема лежерно се сложува со Котевски информацијата да се чува во тајност. Пред да го слушнеме разговорот, ќе презентираме СМС комуникација помеѓу Гордана Јанкуловска и Никола Груевски. Од оваа порака станува јасно дека и лично Никола Груевски бил запознаен со клучната информација која што била скриена од јавноста. На 3 април 2013 година Јанкуловска го информира Груевски. Денес во 14 ќе дојде истражниот во МВР да му го објаснат кримтехничкиот извештај. Има една незгодна работа, на колата има малку боја од друга кола. За Белија на судијава ова му бил прв случај и нашиве луѓе викаат дека баш не се снаоѓал најдобро. Му пишува Јанкуловска на Никола Груевски. Зошто оваа информација? Дека има траги од друго возило на автомобилот на Младенов не е споделена со јавност. Треба да одговорат Јанкуловска и Никола Груевски. Кријат ли овие траги нешто друго? Да. Трагите од боја на задниот дел од автомобилот на Никола Младенов се трета клучна причина за отварање на истрага. За ова ќе зборуваме понатаму во денешниот прес со нови докази кои што ќе ги презентираме во јавност и кои што ќе ја заукружат целата суштина. Во еден дел од разговорот јавноста ќе слушне како Иво Котевски признава дека за време на увидот, како што самиот вели, не е се подигнато, мислејќи на фискалните сметки пронајдени од новинарот Томислав Кежаровски, кој тогаш пишува за весникот Нова Македонија. За Котевски и Јанкуловска пронаѓањето на фискалните сметки од патарината се неважни, а траекторијата на движењето на Младенов не е информација која што треба да ја дознае јавност. Иако ќе слушнете од овој разговор признание од Котевски
дека фискалните сметки пронајдени од новинарот Томислав Кежаровски кореспондираат со утврдената траекторија на движење на Младенов, која што МВР ја утврдило. Котевски признава дека по локацијата на базните станици УБК ја утврдило целата траекторија на движење на Младенов. Не е работа на јавноста каде возел Младенов, вели Јанкуловска. Значи МВР го знаела целото движење на Младенов преку базните станици на мобилните оператори. Но зошто со истиот метод, преку истите базни станици, не е спроведена истрага дали и други лица во истиот момент се нашле на истото место кај Младенов? Овде се поставува и прашањето зошто со истиот метод не е истражуван случајот Смилковско езеро. Зошто фискалните сметки од патарините, што ги пронашол новинарот Кежаровски и кои што кореспондирале со утврденото движење, не биле причина за дополнителна истрага со кои луѓе се сретнал Младенов? Со кого се сретнал таа вечер Младенов и дали тоа е поврзано со сообраќајката? Фискалните сметки се четврта, а утврдената траекторија на движење на Младенов е петата причина за отварање на истрагата за смртта на Младенов. Во дел од овој разговор исто така, јавноста ќе слушне дека не работеле камерите на наплатните станици на патарините, како и на влезот во Скопје, кај населбата Ченто. Но јавноста ќе слушне дека оваа исто така важна информација Јанкуловска сака да ја сокрие од јавноста. Зошто МВР не спровела истрага од кои причини не работеле камерите на наплатните станици на патарините, кои што патем ги обезбедува агенцијата СГС, зад која целосно стои Мијалков? Што или кого крие неработењето на камерите? Да, неработењето на безбедносните камери е уште една нова, шеста причина за отварање на истрага за смртта на Младенов. Слушнете го овој седми разговор. Ало? Ало, Иво, кажи сега за сообраќајката. Сообраќајката е до сега ме окапуеше ова експертов Жанета Мим. Нема врска она за друго, ама нели се сите се наоѓаат експерти за сообраќајни несреќи. Тапање за утре Томче најавил, ќе видиме што ќе објави овој идиотов, што ни направи проблем со ова Нова Македонија, као најавил дека по некои си фискални, он бил уверен. Драпајте ми тоа. Што е тоа релевантно, дали е битно? Ама уопште не. Значи, и тоа ми е мојабет. Не, поентата е што, нели, ако прашувате, ја ќе видам, ќе проверам уште еднашта бајле, не верувам дека денеска завршиле се од Ушинковски, ма да ќе видам ја уште еднашка. За нас е најважно да го поднесеме извештајот. Ако прашуваат околу увидот, чисто спомнам, пошто денеска овој Џувиџиев се јавуваше 2 пати, се обидував да го смирам, они се многу љути на написов у Нова Македонија. Дека стварно го изремети истражниот судија, па си заминал, па наводно наши коментирале дека вака било, онака било, нели од полицајциве, па да сме демантирале, ние му викаме што да демантираме. Ние не сме дали изјава, па да демантираме. Изјава, да, или анонимна, ако е против вас, тужете го, па нека си ги барон полицајците после. Да. Нека му сведочат. Да, нека му сведочат. Ако некој потврди дека зборел против истражен судија, ние го бркаме уште утре од работа. Да. Тој Крај на приказна. А они ќе си реагирале до судски совет, викам реагирајте си, што можеме тука ние. Да. Му е за дека е управо, вика никад до сега вака не бил нападнат истражен судија, не бил нападнат. Сега баш као овој на почеток на кариера некој многу од овие тазе примени. Што да му правиш? Да не кажем. Ама тоа е сега дека мислам не како и да е дека направи лутки, ама дека не е тоа за да го кажеш за јавност, не е. Ние треба да го на крај на кришто да го покриваме со милион работи. Најважно е, ќе прашам ја утре, баш пред настан ќе се договориме дали веќе ни е готов, ако ни е готов да кажеме готов е испратене. Да. О, има, не можеме да коментираме додека не си го прими. Ќе ви каже истражниот. Да, после ќе ви информира истражниот. Инаку чисто заради нас, има таму некаква боја кај задњата врата. Јас спомнав тоа и вчера. Ушлинковски денеска ми каже, вика, не знаеме ниту може да кажеме колку е стар. Многу е мал
ударот, значи ако е воопшто и удар, се цивнале. Ама прашање е дали од тогаш или од претходно. И сега тоа може да направи милион забуни после тоа. Не дај Боже таква информација да излезе, си ебавме мајката. Иди покажувај се ти. Не, ние нема што да коментираме содржината. За нас е битно дали сме завршиле или не сме завршиле со речишењето. Ако прашува, да, исто за на лице место како одел, што одел увидот, дека ние сме постапували, сме работеле крајно професионално, како за секоја друга сообраќајка, по наредба на истражен судија и може да се каже исто, тоа сообраќај што ми го каже овој добре, како се вика началник што е на увидна, дека и целиот увид е снимен. Значи, снимен е како се изведува увидот. Така да не можеш тука да имаш зафрканци. Зошто не е се подигнато ако запињаат со такви детали, дека се е преземено во врска со истрагата и пак истото да им се повторува. Ќе биде доставено до истражниот судија, она што е најважно во моментот е да се утврди нели како дошло до несреќата. Предмети се од Нова Македонија наоѓале таму. Да, но тие предмети се фотографирани и нели истите се дел од материјалот кој што е обезбеден. Ако прашаат за дали ми ги, пошто денески за тоа гњавеа, дали ви ги доставија овие... Па немаш у нас да ни ги доставуваат. Не, ми ги доставиле. Значи, треба да ги препратиме, нема зашо кај нас да ги доставуваат. Ги доставуваат. Значи, ги доставуваат до кај нас, не е битно. Ние после со извештајот, ама ако прашаат дали ги доставиле, да ги доставија и тие одат во прилог на тоа што веќе го знаевме. Значи, ние го имаме утврдено, целата траекторија на движење имаме утврдено и тоа за нас не е енигма. Пошто сега од друга страна, наши весе сите корогови увреќа, УБК, тера и нет на овие, колку што ми кажа, наши имаат од УБК по цела траекторија му имаат траса на движење по локација на базни станици на мобилниот телефон. Да. И тебе не ти значи ништо од патарина, кој знаеш како се движат. Добро, ма таа не е информација за ујавност. Не е информација за војавност и нема да ја кажуваме, ама може да кажеме дека овие белешкиве што ги доставиле од Нова Македонија одат само во прилог на она што ние веќе го имаме утврдено. Да, ние знаевме кога и каде поминал. Според мене нема што ние да кажуваме кога и каде поминал, дали сме знаеле, тоа треба да си го знае истражниот судија. Ние што ни побарал истражниот, тоа сме направили. Не бе добро, ама... Не водиме ние истрага за случајот. Ја кажам ние само сме во служба на истражниот. Ја кажам само мене што ме прашува и што утре може нели да прашуваат. Ама јас за тоа и го коментирам. Нема што ние да коментираме нешто што не е наша работа. Добро. Тоа има ние да коментираме дали истражниот ја знаел патиката на движење. Не, ама истражниот... Негова работа е. Истражниот у оваа фаза не знае, ама башич ништо. Значи... Нема што ние на јавноста да презентираме. Таму кај што сме добиле наредба, таму ќе презентираме. Не, окей е тоа се согласувам, но во оваа фаза истражниот не знае, ама башич ништо. Значи, ние има дадена нас наредба и ние мора да постапуваме по таа наредба. Да, ама не мора да ги известуваме новинарите, дали сме знаели или не сме знаеле кај возел. Не е работа на јавноста тоа. Така, ама... Односно, не е наша работа да информираме јавноста. Се што сме дознале, таму кај што треба ќе кажеме. Истражниот ако процени дека нешто треба да знае јавноста, ќе ја извести. Ебе, добро, окей, ама пак да кажам, ќе прашуваат ради овакво, тие дали ни ги дале. Пошто и јас исто се согласувам нели со тоа. Второ што, да речеме, ако веќе тераш ти строго правно, а дури и да има кривична постапка, ова што го донел Томче од Нова Македонија не ти е никаков доказ. Да. Од кај да знам јас дека тоа не е лице што е фрлено од некоја кола и што летнало таму, дека се баш неговите. Не ти стои таму регистрација и овако. Да, никаква идентификација не. Формално правно тоа и не ти е никаков доказ. Ко забелја чисто и тоа да спомнам,
не работат камериве на ниедна од патерините натака. Добро, ма тие не се наши камери, така што. Не се наши, не се наши. Оваа исто Нема што да му се секирам за тоа. Оваа исто напињаше дебило Секуловска дали работеле камерите у Ѓорче, не ја одговорив ништо. А да утре може да праша, тоа не е исклучено. У Ѓорче. Пардон, у Сингелич, на влез во Скопје. Па и тоа не е нејзина работа. И не е податок што е информација од јавен карактер. Зошто на неа би одговарале дали работат камерите? Затоа што до сега ја памтам најмалку 5 или 10 пати дека сум давал изјави дека функционира Safe City. Дека... Ама добро, ние викаме функционира, не кажуваме која камера работи, која не работи. Добро, системот функционира. Системот 700 камери. Ама ако тоа системот дали работи или не работи не е класифициран податок, зошто тогаш би бил класифициран податок дали таа камера работи или не работи? А зошто па ние за неа да правиме посебно вештачење дали работи или не работи? Нема што да ја одговара. Не ми е мене да се карам. Нека се нервира комуњарка, бе. Абе, добро се... Ти како им се притресуваш на комуњари? Не, далеко од тоа, не им се притресувам, мене за тоа задња порука и беше добро, нема ништо да објавувам денеска. Не објавувај твој проблем, баш ми е гај. Што сакаш прави? Да, ја да не треба да те молам тебе да објавиш или не објавиш. Твое си е од тебе, фајде нема. Што сакаш прави, бе? Кај ќе објави на Facebook ќе пишу. Така бе, така не сам нивни проблем, ама не, кажувам ја чисто за утре да се знае кои прашања се во оптеки, со што све гњават денови. Добро. По мене најчисто е, ние нема што на нив сметка да им полагаме. Абе, посебно не у изјава. Како да кажам, утре ќе праша. Па добро дека добијат одговор дека друг ја води истрагата, не ние. Не бе добро. Така. Јас мое да ги кажам сите овие работи. Се согласувам. Дале, не знам, но исто по мене ќе беше искрено и најболje сега ако више правиме муабет, тоа не знам, се утре искрсна така, веројатно сте се договарале со Сокол. Ама најболje ќе беше првото појавување да биде откако ќе го доставиме. Јас ќе си го уредувам животот по извештајот за Никола Младенов. Не бе добро, не има работи што се 100 пати побитни од него. Не бе добро, ја не викам. Стечај да прогласиме додека не заврши вештачењето, глупо. Мене денеска ја ако го опишам целиот муабет со Секуловска, тоа е сме јурија на луѓе што им го кажеме не со пошто нели ја договарав тоа што правевме муабет за у петок, евентуално прес нели околу ова генерално сообраќај со Никола од Републички совет и баш ми го кажав муабетот пошто не можев да му кренам, еднаш го барав, па он уште 6 пати после тоа мене. И оваа ме гњавеше тоа што меѓу време не ми се веруваше. Муабетот со нејзи идеше дека се нели викам бе оно објасниш се што можеш да објасниш, пошто она ништо не разбира. У принципи никад не водела МВР. Да. Не можеш да замериш за тоа, стварно е многу бос. Да, добро, ама таа и други работи не разбира така. Не разбира, ама за ова е па ептен бос, ептен. Пред да поминеме на нови докази, ќе слушнете еден разговор исто така помеѓу Гордана Јанкуловска и Иво Котевски. Докаде оди злобата, нечовечноста, безчувствителноста на првите соработници на Никола Груевски, ќе слушнете во овој последен разговор за денеска. Подсемевајќи се Котевски и Јанкуловска, преку црн хумор се ситат и се изживуваат со смртта на Никола Младенов. На новинари и уредници во медиумите се испраќале пораки кој е следниот. Видели што се случи со Николче. Иво Котевски се сетил дека за време на комеморацијата на Младенов некој требало да го праша, новинарот Бранко Геровски, дали му се напумпани гумите, за да не смее да влезе во колата. Дали Геро го испратил Младенов во смрт, вели Јанкуловска. Што да каже човек на оваа нечовечност, дрскост, безчувствителност, но тоа е вистината јавноста треба да ја дознае. Овој разговор е важен и од еден друг аспект. На самиот крај од овој скандалозен разговор, Котевски потврдува дека следењето на телефонските комуникации не се прави само со судска наредба. Да го слушнеме овој последен разговор за денеска. Не, луди се, комуњариве се,
скроз На ранг на искрена. председател на На држава. ранг Не, на не ме председател на донервирувај дополнително. Не, ти пази до кај таа забеганост. Да, бе, Сам да. окей, загинал, бил новинар, еве, да речеме, Жанета, Тоа бе, ова од човек, кој човек загина. Жанета од ним има многу по-окей став. Него става над овие 3 деца нези, затоа што стварно ете, да речеме, она работела некој време у Фокус, окей, бил као колега, комуницирал, ајде придонел за независни медиуми, се тоа не можеш да му го оспориш. Ама да го правиш председател на држава дека бил на ранг, кој бе председател, мислам, кој му дал мандат на него. Какви будали. Не нормални. Не, тоа е скроз се слудени, затоа кажам, тоа Фейсбук и Твитер и Митер и све тоа. Не бе, ајде, комуњари проклет. Не, мене ми е најболje, ја со Трен да го ангажирав. Горчкавме прво Теменугов, бен другар, работи у Алфат. Го знам да те менував. Трен да му реков да му праќа поруки, да му вика Теменугов кој е следниот. А и оне... Не е комуњар, Не, мислам дали е забеган вака. Не е забеган, со него знаеме дека можеме да се смееме, за да му вика Теменугов прибери си се ти, остај го тој Бранко. Не е ни СДСМ. Ама со онакви поруки, Јани Крадули нема утре децата да ти ги чува, видели што се случи со Николче, онака. А иначе беше зајбанцијата за на што тоа што се деси, нели, кога му праја тоа комеморација, некој да иде само да го праша Геро, а бе Геро гумине напумпани ти се? Геро да не сме да влезе у кола од параноја. Кој е таков. Ама многу се нокаутирани. Сега и у Струмица нема втор круг, него се прегласува, мислам. Не, сам се прегласува, не се знае, дај Боже да има втор круг. па не, тоа ти сам, не е да речеш, друго Дека е која може има втор круг, градоначалник. мобилизираш луѓе, знаеш, кампања водиш, А како треба да излезе се таму за да има... Треба помала излезеност за да нема он 57%. Ама чекај, не, он треба да има 57% од излезените. Да. А излезените си се сосем солиден Па процент. неговите да не излезат, нашите да излезат. Да, неговите не треба да излезат, треба нешто. Да, кај неговите тоа е. Или да не излезат, а за да му падне на него процентот што го има на другиве места. Се не знам на тие места колку стои. Не стои. знам како е математички, ама ги измуде оваа ситуација. Ако не. А он на кој ранг е? А овој ако е председател, тој е валјда на Европски парламент или на ЕУ. Знаеш, не знам. Што глупо е се, овој што ме председател на Македонија, овој или премиер да не е. Па те ми тоа е интересно што ми го кажа нашиве, нели што не е за јавност. Кој што кружил, има една луфта таму од пола сат и задња базна станица што се јавува, се нели, та не мора ништо значи аеродром Александар Велики. Сега е беше моментар, тоа е муабетот, пошто има луфта измеѓу патариниве, можно е онда свртал да носел некого на аеродром. Па може. Или да пречекувал некого или нешто там. Ама ако пречекувал, кај му е човекот? Па да му даде нешто, па овој да си замине со кола или нешто тој стил, ама никој не може да знае. Мислам, тоа е, чудно е малку што наше викаат тој телефонот што го проверувале. Што патем нели и за тоа може да прашуваат го најдовте ли телефонот, нас телефонот не ни е најде. Ама апаратот? Да, апаратот. Ама не ти треба апаратот. Па, тоа се расправавме со Секуловска. Како тоа не ви треба, бе? Ало, ако има, нели, овако потреба, си се вади листинг. Извадивте ли листинг? Ако да е истражен наредба, ќе извадим. Има ли наредба? Праше го истражниот. Ама многу морон. А дал ги читавте? И тоа беше смешно. Не можеш. Даваш. Не можеш, не можеш да изпуштиш. Ама ја отерувам, ја третирам како дете будолче, друго не можеш да. Глупо е да не и креваш Лиза пушти телефон. Лиза ќе опре. Не може за вакви работи. Мислам, не од друго ќе го злоупотребат МВР, не баш им ја гаѓа. Добро.
Што сакав, а задни што му звонал, тоа е малку чудно што нашиот вика дека 3-4 сата он нема примено повик. Што е малку нели сега, да не е милион. Да, бе, некој ќе ти сврти. Да, нека е. така милион луѓе, новинари, ваму таму, али добро е што е задниот повик од Геро. И не му кренал, а после и Геро му пишал порука. Со тоа што овој не му одговорил, баш пред да трга од дома. Интересно. Така да можеме, мислам, сега треба да се договориме нели после од кој ќе заврши се евентуално. Дека се расчисти, сепак ќе правиме сири. Евентуално на некој од овие новинари што се истражувачки ориентирани да им кажеме последен човек со кој што комуницирал и не му одговорил на пораката. Што му кажа Геро во пораката? Го знаеме, да, и да иде некој таков наслов, што му порача Геро пред да го испрати во смрт. Или Геро го испрати во смрт. Да. А стварно така, последна порака од него, само што глупо е, или значи не го прави се тоа. Баш како што објаснив ја на оваа, дека само со судска наредба може да се обезбеди. Да. Добро, ајде, интересно. Господин Геровски, Кежаровски и другите новинари се извинувам што морав тоа да го слушнете. Секако никаде во извештаите не пишува дека последен пат во одредена пауза го лоцира последната базна станица на аеродромот Александар Велики. Продолжуваме со нови докази. Ова е записникот, датиран од 11. април 2013 година, 7 дена после овие разговори, кои што денеска ги слушнавте, некаде и 8 дена, од извршениот увид на местото на настанот каде што се случува сообраќајната несреќа на Никола Младенов, извршен увид на 27. март 2013 година. Во официјалниот документ на Министерството за внатрешни работи се наведени дополнителни 4 клучни информации и факти зошто е потребна нова истрага за Никола Младенов. Во овој записник, на страна 2, во првиот пасус стои дека Младенов возел по десната сообраќајна лента од автопатот Велес-Скопје во насока кон Скопје. На страна 4 пак се наведуваат оштетувањата на предниот дел од возилото на Младенов, со што се потврдува дека возилото удрило со предниот дел во металната заштитна ограда. Нова слика 1, ја имате и овде, се гледа дека кривината во која навлегло возилото на Младенов е во лево, а видлив е и пробивот на металната заштитна ограда. Доколку возилото се движело по десната страна, како што стои во записникот, значи дека возилото ја совладало кривината. Во спротивно, требало да излета пред делот каде што е прекината оградата. Дополнително, доколку возилото на Младенов навлегло со голема и неприлагодена брзина, тогаш ќе било исфрлено во десно со целата своја десна страна и би гребало по заштитна ограда 30 до 50 метра. За такво нешто докази очигледно нема и никаде не ги пишува. Експертското мислење на стручни лица, кои што ги консултиравме, е дека возилото на Младенов или се движело по левата коловозна лента, или помеѓу двете ленти, и притоа наеднаш завртело во десно, при што со предниот дел удрило и ја пробило металната ограда. Во записникот на МВР никаде не пишува дека пукнала гума, па тоа било логична причина за нагло свртување во десно. Наместо удар на возилото со целата негова десна страна во заштитната метална ограда, согласно дејствувањето на центрифугалната сила со брзината на движење, возилото удрило со својата предна страна во заштитната метална ограда и притоа е оштетен целиот преден дел на возилото и предната регистарска табличка оставила трак на металната ограда. Тоа го има во записникот. Насока на движење и ударот во заштитната ограда со предниот дел на возилото на Младенов е седма причина за нова истрага на смртта на Никола Младенов. Овој уставот што го доставија ќе помогне.
Кога возилото се движи на левата страна, логично е центрифугалната сила да го изфрли вака. За да може возилото да удри во предниот дел, или е удрено овде, или е удрено од оваа страна. Возилото како што се движело, наеднаш удира вака. Благодарам за уставот кој што ми говорите. Да се вратиме повторно на трагите со црвена и црна боја, која што во еден од разговорите ги посочи Котевски, за што Јанкуловска го информираше и Никола Груевски преку СМС порака. На страница 8 од записникот на МВР исто така е наведено дека постоеле траги со црвена и црна боја на задниот дел од возилото на Младенов на висина од 60 до 85 сантиметри. Еве на оваа слика 3, имате и овде, на идентично возило, како она на Младенов, е означено тоа место сразмерно на висината на која што биле трагите, помеѓу 60 и 85 сантиметри. Црвената боја на задниот дел на автомобилот на Младенов, каде што стои во овој записник, представува црвена боја која се користи за заштита на метални површини и нема слој од заштитен лак кој е карактеристичен за автомобилски бои. За црната боја пак, исто така воочена на задниот дел од автомобилот на Младенов е утврдено дека представува трак од црн полимер. Страна 9 од записникот на МВР. Факт е дека нема лак во секоја автомобилска боја. Туку тоа зависи од базата од која што е направена бојата. Факт е дека во автомобилската индустрија црн полимер се користи за браници, но оние возила кои што немаат браник во боја. Во подкрепа на ова е споменатата порака на Гордана Јанкуловска до Никола Груевски дека има траги од друга кола на возилото од Младенов. Која е клучната забелешка овде? Што е сокриено? Постои голема веројатност доколку возилото на Младенов било удрено во задниот дел, означен на оваа слика 3, која што ја гледате. Возилото на поголема брзина да се заротирало со предниот дел во десно и да излетало од патот како што е прикажано на оваа слика 2, која што исто така ќе ја видите. Можна причина за нагло завртување. Движењето на возилото на Младенов и трагите од боја на задниот десен дел од автомобилот се осма, можеби најважна клучна причина за нова истрага за смртта на Никола Младенов. Продолжуваме понатаму со доказите. Темелно, внимателно, како што заслужува великанот на македонското новинарство и борец за слобода. Ве молам за концентрација и трпение уште малку. На страна 5 и 6 од овој записник стои дека не се најдени траги од крв на предното ветробранско стакло и стаклото на левата предна врата. Дополнително, на страна 8 во овој записник е наведено дека на облеката на Младенов не се најдени траги од стакло. Се поставува прашањето како излетало телото на Младенов и зошто тоа не е забележано. Дали поради нелогичноста што нема траги на крв или поради нелогичноста да нема траги од стакло. Автомобилските безбедносни стакла се дизајнирани на тој начин да при удар се кршат на многу ситни делови. Логичен е заклучокот дека доколку Младенов излетало од возилото или ќе имало траги од крв или траги од стакло. Исто така на третата страна на овој записник на МВР е наведено дека усмртеното тело на Младенов било пронајдено на дури 22,5 метри од возилото. Од кои причини на споменатата пресконференција одржана во јуни 2013 година беше посочен сосема погрешен податок дека телото на Младенов било пронајдено на 7 метри од возилото. Оддалеченоста на телото од возилото и непостоењето на траги од стакло, крв е уште една, девета причина за истрага за смртта на Никола Младенов. На страница 3 од записникот на МВР е наведено дека за време на увидот на местото на настанот биле пронајдени и 3 фискални сметки. И оваа информација, како и многу претходно, беше сокриена од јавноста. Зошто Марко Зврлевски, од позиција јавен обвинител, на 10 јули 2013 година, кога и официјално беше соопштено на јавноста
дека случајот со Младенов се затвара како несреќен случај и изјави дека на лице место не се пронајдени фискални сметки. А во записникот постојат. Што се крие во овие фискални сметки, кои што иако стојат во официјалниот записник на МВР, никој никаде не ги споменува официјално. Да, почитувани граѓани, фискалните сметки се деветата причина за нова истрага за причините за сообраќајната несреќа на Никола Младенов. Почитувани граѓани, криминалната власт на Никола Груевски ја лажала јавноста, криела информации и не спровела истрага за случајот Младенов. Дозволете ми во името на правдата, слободата, демократијата и правото на граѓаните да ја знаат целата вистина, јавно да дадам збор, ветување, пред се до семејството на Младенов и неговите колеги, дека по промената на власта во Република Македонија ќе биде отворена нова, независна, темелна, целосна истрага за смртта на Никола Младенов, која што ќе ги расчисти сите оправдани сомневања. Истрага за Младенов треба да има и ќе има. Ви ветуваме дека правдата ќе ги стигне сите. Слободни и демократски граѓани на Македонија, колку чини слободата. Ајде заедно да се избориме за враќање на слободата и демократијата за вакви несреќи, под наводници, да не ни се случуваат повеќе. Да не дозволиме на нашата земја, на Македонија, да и се случуваат нови несреќи, нови трагедии. Да не дозволиме ова зло никогаш повеќе да се повтори. Ви благодарам, продолжуваме понатаму.